Толку потребната и посакувана гасификација на општините може да им донесе и големи проблеми. Ова е констатација на ЗЕЛС откако поголем дел од општините пресметале дека сами немаат пари да ја градат потребната инфраструктура за проток на гасот од главниот гасовод до секоја институција и дом. Самата обврска за терцијалната гасификација во овој момент може кај многу од општините да предизвика товар, а не само бенефит. Дека е така потврдува и анализата на општините од источниот регион. Со исклучок на Штип, до ниту една друга општина се уште нема ниту крак од главниот цевковод на кој општините би можеле да се приклучат. До Кочани се уште нема поставено линија од централниот гасовод. И секако општина Кочани се уште нема изработено проект за изведба на секундарниот гасовод. По изготвувањето на проектот, кој ќе ги даде и информациите колку средства ни се потребни, тогаш ќе можеме да се изјасниме. Поголем проблем е доставувањето на крак, односно приклучување на општина Пробиштип на мрежата гасоводна отколку секундарната мрежа, која што анализите покажуваат дека не е толку скапа. Дури општина Пробиштип е спремна и да се задолжи кредитно, со оглед на тоа, знаејќи каков е бенефитот и за самите институции, односно оправданоста на овој проект, но и за самите граѓани на општина Пробиштип. Исклучок е македонска каменица која доколку добие крак подготвена е речиси веднаш да ја спроведе изградбата на гасоводната мрежа. Македонска каменица нема крак за гасоводна мрежа, меѓутоа доколку се промени и имаме информација или се промени фактичката состојба, општина Македонска каменица има можност и во буџетот ќе предвиди средства за изготовка на техничка документација за секундарна мрежа. Во моментов крак за приклучување има само до оние општини покрај кој поминува главниот гасоводен цевковод. До сите останати треба допрева да се гради. За тоа нема избрано ниту фирма изведувач, ниту се знае колку целата постапка ќе чини. Моментално немаме такви калкулации, затоа е постапка преку конкурентен диалог, каде што сите заинтересирани страни, во овој случај две компании во моментот, треба да дават и такви понуди, но дополнително на тоа, имајќи во предвид и праксата на другите држави, дека секако дека и државата може да субвенционира за тоа да не им чини многу на нашите граѓани што би сакале да се приклучат на природен газ. Според тендерот, компанијата која евентуално би ја градела гасоводната мрежа има обврска во првите 4 години да изгради најмалку 50% од мрежата во градските општини и најмалку 20% во руралните.